Веднаш по жетвата на оризовата култура, земјоделците масовно започнаа да ги палат страништата и оризовата слама по нивите со цел да ги исчистат за полесна обработка. Кочанската котлина во одредени денови се давеше во чад, а во повеќе наврати заради гаснење на запалени страништа реагираше и противпожарната единица. Стручњаците коментираат дека е непримерно туку така да се гори една секундарна суровина која може да се искористи на повеќе начини и со тоа да се добие додатна вредност. И додека еднија палат оризовата слама, другија собираат за да ја употребат корисно. Деновиве нашата камера регистрира случај на балирање на оризовата слама, што за кочански прилики е вистинска реткост. Луѓето не сакаат да зборуваат пред камера зашто ќе ја искористат, бидејќи нивите не биле нивни, па се плашеле некој да не реагира. Но низ разговор истакнуваа дека таа може да се искористи во земјоделството и овоштарството за заштита од мразеви, потоа во сточарството во планински услови како секундарна суровина.